вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на локалните политики, на предизвиците, проблемите, но низ призмата на жените политичарки. Мои и ваши гости се господја Наташа Танеска, председател на форумот на жени на СДСМ Охрид, и господјата Лидија Петковска, председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Охрид. Добро вечер за двете. Ви благодарам што без двумење прифативте нашата покана да бидете дел од оваа дебатна емисија. Нашиот разговор ќе го започнеме со она што е најактуелно на нашите простори, а тоа се УНЕСКО предизвиците, посетата на УНЕСКО и оние кои што ни ги имаа даено препораки кои што требаше да се спроведат и така натака. И во оваа област имате потполно различни видувања. Затоа, ајде прво, господја Танеска, кажете ни, кој е вашиот став, да вашите сопартијци велат дека најмногу е направено во овој период за зачувување на културно-историското наследство? Најпрво благодарам за поканата. Мило ми е што сме дел од една ваква дебатна емисија, каде и ние жените можеме да се докажеме колку можеме и колку сме силни. Во изминативе години, скоро деценија и пол, бевме сведоци на системско деградирање, да речем, во општина Охрид, нејзино уништување, назадување и така натаму. Сето тоа беше ставено, да речем, знаејќи дека сме под закрила на УНЕСКО и под нејзина заштита. Не смееме да заборавиме дека проблемите се идентификувани години уназад. Значи, не се само сега во овој период, биле и од предходно. Имаше дел кога ние алармиравме во однос на нетранспарентното, несоодветното градење во општина Охрид. Најпрво за локалитетот во Плаошник. Можам да спомнам, чиј дел беше, да речем, играње со судбината и на Охридското езеро и на заштитениот дел од градот, и каде беше давано на приватни концесионери. Потоа имавме загрозување на комплетниот диверзитет, целосната негрижа на студеничкото блато и така натаму. Сето тоа се таложеше во текот на годините да дојдеме до овој период сега што сме. Сите препораки кои што ни беа зададени во делот на заштита на Охридското езеро се исполнуваат. Можеме да трнеме од 17.1. кога беше формиран и мешовитиот комитет на УНЕСКО, каде што присуствуваат двајцата градоначалници на градот Охрид и на градот Поградец во Албанија, каде што беше министерот без ресор на владата на Република Северна Македонија, и беше формиран тој комитет се со цел, да речем, да бидат понатака предложени, увидени и сите предлози, да речем, да бидат на еден начин усогласени, ставени на видење. Концесијата на езерото е раскината од пред неколку дена, така да Охрид ја има целокупната поддршка владата на Република Северна Македонија во делот на ова прашање, пошто се гледа и ангажираност и посветеноста, да речем, после тој мешовит комитет. Самата влада се откажа од проектите на претходната власт, да речем, во однос ски центарот и Плаошник. Воведовме мораториум за градба. Во тек, значи, беше процедурата и беше ставена нелиди во градбите и така натака. И сето тоа мислам дека самата влада и ние како општина се залагаме во однос на сите тие препораки кои ни беа дадени од УНЕСКО да ги исполниме во целост. Да се зачува статусот, тоа не е најбитно, како приоритет на сите. Петковска, што мислите вие? Вашите пак сопартијци велат се што се прави е само шминка. Добро вечер и од мене. Чест ми е што сум дел од емисијата Прашалник. Најмногу заради тоа што ќе начнеме прашања и проблеми кои што се однесуваат на Охрид и охриѓани. Се надевам дека ќе дадеме одговор на прашања кои што граѓаните заслужуваат да добијат одговор. Во однос на проблематиката, за жал, сведоци сме на отсуство на волја и капацитет кај надлежните, кога станува збор за односот кон УНЕСКО, кон Охрид како заштитено светско наследство. Јас сосема спротивно од Наташа, сметам дека имаме игнорантски однос спрема сите активности кои што значат исполнување на препораките
од УНЕСКО и тоа што беше изнесено како сработено на овој план, не само според моите сопартици, туку и според стручната јавност е оценето како шминка. Негрижата на власта на УНЕСКО за статусот на најпрво ќе алоцирам во централната власт, имајќи го во предвид фактор што со ребалансот на буџетот за 2019 година се испократија средствата на се што не смееше да се скрати и што беше поврзано со оваа проблематика и со извештајот од 41-та седница на Комитетот за светско наследство. Кога станува збор за локалната власт, имајќи го во предвид она што на јавноста е јасно непостапувањето по бесправно изградените објекти, спектакуларните најави за борба со дивоградбите, сведоци сме дека резултираа со отстранување на неколку герамиди, неколку билборди, палми, додека не само што не се почитува мораториумот за градба, туку дивоградбите се нижат до недоглед пред очите на Охриѓани. Бетонската база остана нечепната, регистарот за дивоградби веќе никој не го споменува, исто како што не го споменува никој, како што никој не ја споменува депонијата во Буково. Нема враќање на реката Сатеска во старото корито, а и акцискиот план за постапување по препораките, за исполнување на препораките си остана само убав збор на хартија. Кога сите овие факти ќе ги собереме, значи повторно доаѓаме до заклучокот дека станува збор за шминка, која што според мене како што наближуваат изборите и изборниот процес, ќе станува уште поинтензивна, бидејќи за жал се испостави дека бизнис интересите на власта се многу поважни од приоритетите на УНЕСКО и Охрид. Дали има сега, например, во јавноста се зборува дека сега никој нема храброст да се справува со дивоградбите, токму затоа што е предизборие. Кој е вашиот став данеска? Искрено, спречувањето, уствари справувањето со дивоградбите е процес кој за жал доби политичка конотација. Иако во никој случај не требаше му се даде таков предизвик, туку секој некој што не го почитува законот треба да се соочи со она што следи понатака. Според регистарот кој го изработи општина Охрид, во градот, во регионот има 1076 дивоградби, од кои 409 се во заштитениот појас, а на потекот на Националниот парк Галичица и во стариот дел на градот, да речам се тие, во рамките на оваа бројка 82 предмети се однесуваат на урбана опрема, а 16 се објекти од времен карактер. 8 за плажи, 80 за куќи, апартмани и сместувачки капацитети, а останатите предмети се за помали интервенции и градежни зафати на објекти. Значи, ова ви го кажувам како податок во периодот од 2006, да речем, до мај 2019. Општината започна со отстранување на дивоградбите, пред се на платформите на угостителските објекти кои што беа во тој район, така, на брегот, да речем, на Охридското езеро, по должината на целиот езерски брег, и меѓутоа ограничениот буџет, самата локална самоуправа веќе нема средства за понатаму постапување и спречување со препораките кои што ги даде УНЕСКО. Меѓутоа се очекува распишување на тендер и сето тоа да може да продолжи. Тука голема помош најави државата со усвојувањето на потребата за донесување на нов закон за легализација на дивоградби. Иако во охридската јавност се крена голема гласност околу пицеријата кај градскиот чинар, која е во собственост на охридски бизнисмен, и бетонската база која што постојано се споменува, на магистралниот пат Охрид Струга. Како власт ги уверуваме граѓаните дека овие проблеми кои што се најавија, дека ќе се решаваат се во согласност на нормативите и механизмите кои што ги превземаат локалната самоуправа. Така, вие велите дека пари недостигаат за да се урива. Што мислите вие, Бејковска? Недостигаат ли пари или недостига волја за да се уриваат дивоградбите? Пред се недостига волја. Иако сите знаеме дека дивоградбите и непостапувањето по нив се најголемото зло што може да му се случи на Охрид и што му се случува на Охрид и Охридското езеро, не само што не се постапува со уривање на дивоградбите, туку како што веќе и напоменав, нови никнуваат на секој агол, а Охрид веќе станува синоним за урбанистички хаос од невидени размери.
Како што спомна и Наташа, согласно регистарот на дивоградби во општина Охрид имаме 1076 регистрирани дивоградби, од кои над 409 се во заштитените зони од УНЕСКО, а до ден денес не е постапено буквално по ниту една. И за да биде ситуацијата уште поабсурдна, имаме тендер на сиот тој огромен број на регистрирани дивоградби. Општина Охрид има тендер од само 20.000 евра за рушење на сите тие над 1000 дивоградби, што јасно не доведува до заклучокот дека ниту ќе се срушат дивоградбите во Охрид, ниту пак СДСМ има капацитет да воведе ред во градот. Дополнително, ако се навратиме и ако се потсетиме на една изјава од поранешниот премиер Зоран Заев, која што беше дадена за медиумите во непосредно пред локалните избори, во која што вели дека, она што го спомнавме, дека предизборието е сензитивен период за уривање, повторно можеме да дојдеме до истиот заклучок дека постапувањето по дивоградбите ќе почека други времиња. Зошто средбата со представниците од УНЕСКО се одвиваше за затворени врати, кој и зошто ги штити дивоградбите во Охрид, на јавноста веќе полека и станува и повеќе од јасно. Така. Данес сакате да реплицирате или да продолжиме? Може да продолжиме. На последната седмица не помина и акцијскиот план за уривање на бесправно изградените плажи. Од една страна велите дека не се уриваат, но од друга страна и вие не гласавте за тоа. Зошто? Значи, најпрво да расчистиме дека советничката група на ВМРО ДПМН не беше против планот за уривање на бесправно изградените плажи, туку се иззедовме од гласање, затоа што имаме јасен став по однос на ова прашање кој гласи дека ингеренциите за постапување во овој случај ги има исклучиво градоначалникот и не сакавме да му дозволиме она што е негова одговорност да ја наметне како одговорност по која ќе одлучува Советот. Утврдување на почетна цена за концесии е она што е во ингеренција на Советот, додека секое друго постапување по однос на плажите си е обврска на градоначалникот и инспекцијските служби. Јас искрено се надевам и верувам дека градоначалникот ќе изнајде и време и начин да се сретне со сопствениците на плажите и да изнајдат заедничко конструктивно решение за надминување на овие проблеми и да нема вакви недоречености во иднина. Многу пати сме покажале во Совет дека сме конструктивна опозиција и многу пати сме поддржале одлуки кои што се однесуваат на доброто на Охрид и охриѓани. Меѓутоа, пак ќе посочам на фактот дека Советот на општина Охрид не е надлежен за ваквите одлуки. Така што апсолутно не држи она што медиумите го изнесоа дека советниците на ВМРО ДПМН не го апсолутно дека сме гласале против динамичкиот план. Инспекторатот е тој што има одлуки за рушење и ВМРО ДПМН го повикува да постапи по одлуките. Исто така, директната надлежност си е во рацете на градоначалникот и истиот има обврска да постапи по решенијата, а не да се зацкрива за измислени точки со кои што одговорноста ќе ја префрли на Советот. Така. Данеска вие по однос на ова прашање не помина планот. Што мислите вие? Верувате ли дека ова е причината што не го поддржа, не гласа советниците на години ве уназад, значи состапувањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз, сме веќе упатени во тоа дека опозицијата, значи, континуирано става пречки во плановите кои што ги имаме, не само на локално и на државно ниво. Значи, како што еве случајот со точката која што не беше поддржана, значи секогаш кој што и да се направи добро во однос на граѓаните, вака или така е неподдржано, не е конструктивно, не се гледаат никакви, да речам, позитивни страни. Меѓутоа граѓаните се тука сами да ги увидат фактичките состојби со доаѓањето, пак ќе се навратам на власт на Социјалдемократскиот сојуз, колку се направивме како на централно, така и на државно ниво. Така.
Ајде да го споменеме колекторскиот систем. Реконструкцијата на колекторскиот систем, да речеме, еден од првите чекори, поголеми чекори кои што се прават за заштита на Охридското езеро. Тоа е една од препораките на УНЕСКО, да се зачува езерото. Оваа власт издвои пари, но и го оддели колектор од Проаква. Ајде околу ова. На 20 декември беше почетокот, ке означивме почетокот на работните активности за санација на колекторскиот систем. Владата конечно, да речем, во своји раце го зеде под закрила колекторскиот систем, санацијата. Да. После повеќе од 40 години, што е формирано ново јавно предпријатие, колекторскиот систем. Се досега колекторот беше заборавен од сите власти уназад. Пумпните станици беа во комплетно хавариска состојба, не функционираја и сето она што следи понатака е нивна реконструкција. Досегашната негрижа за одржувањето на системот на за прочистување на отпадните води, сето тоа сега ќе биде санирано со колекторскиот систем. Тоа и сами напоменавте дека беше една од препораките на УНЕСКО. Во тек се започна чистењето на цевководите со ископот на Екотим фирмата која што е задолжена, да речам, за санација на цевките. Самата влада на Република Северна Македонија издвои 4,2 милиони евра од буџетот на Република Северна Македонија за реконструкција на колекторскиот систем. Значи, еве уште едно дело, уште еден индикатор дека сме тука да направиме се што е добро за граѓаните, добро за државата, добро за сите нас, да речам, да останеме под закрила на УНЕСКО, да бидеме она што и досега бевме, најголемото богатство, прочуено надалеку. Да, бренд. Што мислите вие, Петковска? Дали е ова за пофалба што го прават моментално во однос на колекторскиот систем? По однос на ова прашање, јас веднаш би ја демантирала мојата соговорничка дека сме носеле неконструктивни одлуки или дека сме правеле пречки во носењето на одлуките. И самата одлука по оваа денешна дискусија на оваа тема за колекторот го докажа сосема спротивното, дека ВМРО-ДПМН секогаш ги поддржува позитивните работи за Охрид и охриѓани. Именно токму оваа идеја за превземање на колекторот од страна на државата беше иницирана како проект на владата на ВМРО-ДПМН и како партија и како советничка група нашата поддршка си остана во интерес на граѓаните. Меѓутоа, она што не треба е да губиме време, туку треба веднаш да се зафатиме со работа, бидејќи мора конечно повеќе да се работи, а помалку да се зборува. Многу пати сум дискутирала и на седница, ќе кажам и овде, дека ова нивно воопшто не ни дава надеж, ниту мене, ниту па верувам и на граѓаните на Охрид. Одлуката за поделба ја прифативме токму затоа што знаеме и сме убедени дека конечно треба да отпочне тој процес, за кој што нема дилема дека му е неопходен на градот. Меѓутоа, некако премногу време ни е потребно за да заврши сета таа работа, која што се сведе на многу мал милион парцијални постапки и никако да се фокусираме на главниот проблем на решавање на излевањето на фекалиите во Охридското езеро. Наместо тоа, како поприоритетно да ни е, за жал, вработувањето во јавните предпријатија и доделувањето на бонуси по партиски клуч, а не по согласно законот за административни службеници. Да се навратам на суштината. Предпријатието се формира, меѓутоа се уште истото ги нема превземено сите надлежности кои што се однесуваат на заштита на животната средина, одведување на отпадните води и така натаму, кои понатаму остануваат под ингеренција на општина Охрид. Дај Боже да грешам и конечно предпријатието да започне да се фокусира и еден по еден да ги решава натрупаните проблеми кои нас засегаат сите нас, како што е проблемот со излевањето на фекалиите и фамозната пречистителна станица во Трпејца. За жал, повторно ќе демантирам дека имаме некои заложби на власта. Ако биле искрени намерите, тогаш со буџетот на општината кој немаше толку буквално напола да се кратат средствата во буџетот на ИМ фекална и атмосферска канализација.
Исто така, мојата загриженост се однесува на фактор што станува збор за изборна година, во која што повторно ќе имаме одредени пречки за постапување. Во селата исто така загрижува фактор што немаме фекална канализација и проблемот со колекторот се исто така и реките. Повторно ќе истакнам дека со ребалансот власта на СДС магискрати тие средства наменети токму за овие приоритети и ги префрли за враќање на долгови, што повторно се испоставува како главен приоритет на оваа власт. Така. Данас сакате да реплицирате или да продолжиме? Може да продолжиме. Предизборието веќе е воек. И едните и другите сте веќе на терен, растрчани, на средби со граѓаните, да се гледа, иако не е кампањата почната, сепак на терен се работи на големо. Би сакала да ве прашам, што ќе им понудите на Охридјани во однос на некои клучни проблеми и теми кои што јас ги издвоив за оваа емисија. Ајде околу паркирањето. Проблемот со паркирањето во Охрид е навистина голем, да речеме, особено и во зима, а да не зборуваме во екна туристичка сезона. Свесни сме, многу со години се најавуваат катни гаражи, но нема, за жал, досега ниту една. Ајде околу паркирањето. Данаска, што ќе кажете вие? Ќе понудите ли на Охридјани катни гаражи? Така беше предвидено и во програмата, меѓутоа тука настана еден проблем, значи онај дел каде што беше најавено дека ќе бидат катните гаражи, плацовите беа на луѓе, значи приватни, така, и со самата децентрализација тие делови беа вратени во кај граѓаните, значи на тие кои што биле сопственици. Кај домот на беше една катна гаража предвидена кај домот на Арама, поранешниот Арама, да речам, значи сега е факултетот, постоечкиот факултет, каде што мислам дека не би било во ред да се изгради. Една беше позади Белведера. Така, значи значи има дел приватен. Така, има дел приватен, значи сето тоа ни се јави како дополнителен проблем, но не дека е толку хаосно, затоа што веќе воведовме некој ред со зонското паркирање, со самото, да речем, во строгиот центар нели се направи одреден ред, нели, со поставувањето на рампите, нели, зонското паркирање, кое што најголема фреквенција, рековте вие, дека има во периодот на туристичката сезона. Затоа и постои тој дел, значи, со рампи, каде што заштитеното градско подрачје, стариот дел од градот е најфреквентен. Знаеме, сите туристи одат да го посетат. Затоа и беа поставени тие рампите, кои што, еве сега, например, во овај период кога нели нема многу туристи, впрочем тоа беше и барањето на граѓаните од стариот дел на градот, значи само да се најде некој ред во паркирањето во, да речам, најбум делот летото, значи оној период на јули и август, кога имаме најголем број на туристи, да се направи некој редослед, затоа што и тие самите оние кои што се наоѓаат во тој дел не може да функционираат. Исто така го воведовме плаќањето со СМС. Значи јас по она што го гледам постои некаков ред во градот, има доволно место за паркирање. Она што сега да речем како проблем со катните гаражи ни се појави, сето тоа се оди на решавање, барање соодветна локација за да може да се изградат катните гаражи. Со самото воведување на зонското паркирање се големија приходите во јавното претпријатие Билјани низвори, оттаму тие се нели кои што имаат ургенција на сето тоа. Се вработуваат луѓе кои што нормално стојат на паркинзите. Така. Досега имало и предходно, значи, меѓутоа тоа беше само луѓе кои што седеа, земаа пари, а не видовме никаков ефект од претходната влада. Сега барем сето тоа го имаме на виделина и можеме да речам како еден од најголемите туристички градови да функционираме и во летен период, но и во овај период, да речам зимски, кога не сме во ек на сезоната, да има некој ред во паркирањето. Така. Од една страна воведување ред, но од друга страна постојано критики. И од опозицијата, но и од граѓаните во однос на тоа зонско паркирање. Проблеми со рампите, со нефункционалност и така натака. Кој е вашиот став, Петковска, по однос на ова прашање? Имавме доста гласни расправи и во Совет по однос на ова прашање, затоа што се пристапи најпрвен без студија за сообраќајна студија на Охрид се пристапи кон поставување на рампи.
Факт е дека Охрид има потреба неопходна од решавање на хаосот со паркирањето и дека е итна потреба од изградба на катните гаражи. Меѓутоа, она што ние треба да го, што е за пофалба, секогаш ќе го пофалиме и така ќе го истакнам дека за пофалба се позитивните резултати што ги остварува јавното претпријатие. Меѓутоа, од друга страна, во изминативе години не само што имавме хаос во паркирањето, туку имавме и крајно незадоволни граѓани, она што вие сега го констатиравте, а исто така и голем број незадоволни туристи, значи што заради отсуство од паркинг простор беа поставувани многобројни шепи на нивните автомобили, постапка која што не смее да се повтори, ниту пак не смееше да се случи, ниту пак смее да се повтори, затоа што со тоа не само што се незадоволни, туку ги одвраќаме од идејата за повторна посета на Охрид. Голем проблем и јавна тајна е фактот што операторите на паркинзите станаа станоиздавачи, што никако не смее да се случува и со што уште повеќе се зголемува хаосот во Охрид. Она што можам да го констатирам е, се согласувам со фактот дека веќе ветувањата за катни гаражи пред граѓаните не звучат надежно воопшто, така да најмалку што можеме... Да, и од едната и од другата власт. Да. Така што најмалку што би можеле да им го ветиме на Охриѓани е воведување на ред и владење на законите. Така. Ајде пред да продолжиме да направиме една кратка пауза за реклами. Продолжуваме со нашата дебата. Како една од темите кои што јас ги издвоив е, сами ги начнавте, Петковска, вие со вас ќе почнеме, вработувањата. Значи, од една страна имаме превработеност во јавните предпријатија, во општината, а од друга страна имаме постојано огласи вработувања. Имаше обвинување дека повторно сега пред избори има нови партиски вработувања, ветувања, договори на дело, решенија, добивање. Ајде малку околу ова. За жал, вработувањата се секогаш актуелна тема во предизборието, најактуелна. Сите сме сведоци дека гломазната и превработена администрација одеднаш стана со еден куп испразнети работни места. Согласно евиденцијата на официјалната евиденција на Министерството за информатичко општество и администрација, 550 институции немаат годишен план за вработување за 2019 година, значи не можат и не смеат да спроведуваат постапки за вработување на неопределено работно време. Исто така сведоци сме и на фактот дека поставени се на раководни места, се поставени лица кои што немаат ниту еден ден работно искуство, и ова е нешто што ни се случува интензивно во последниве години. Дел од раководните лица кои што биле по институциите треба да се вратат на своите работни места согласно постоечкиот закон, а сега за жал се деградирани и се ставени на пониски работни позиции. Ова е нешто за кое што можеме слободно да ветиме дека ќе престане да се случува после 12 април. Како ќе се справуваме со невработеноста е стварно се бара посебна елаборација и изнаоѓање на начини, затоа што и на администрацијата многу и се ветува и на граѓаните очекуваат многу, посебно во предизборието, и јас единствено би апелирала да имаме веќе осет за ветувањата за вработување, бидејќи навистина ниту државниот буџет, ниту општинскиот буџет може да ги истрпи сите потребни средства кои што ги извлекуваме за администрацијата и за работни места кои што буквално во многу наврати се измислени колку за да се згрижат партиски кадри. Така. Што ќе кажете, Тановска, вие на овие обвинувања во поглед на вработувањата партиски? Критиките доаѓаат од луѓе кои државната администрација сведоа на партиски седишта, кои досега во изминатата власт беа така. Значи ги вдомуваа нивните кадри
и беа најголеми причинители за одлив на младите мозоци, младите потенцијали во државата. Го поценија достоинството на сите луѓе, да речем, во државата, затоа што пред се вработува неподобни кадри, нивни партиски истомисленици и така натака. Напротив, ние владееме со мислење и премногу сме толерантни кон вработените од ВМРО-ДПМН, чии кадри со години вршеа невидени тортури, значи и притисоци врз нивните неистомисленици. Сосема се неоправдани обвинувањата на оваа тема кон актуелната власт, која прави се, значи, да ги заштити припадниците од различните политички опции и затоа што се водиме од мантрата дека секој човек заслужува достоинство, можност да се докаже себе си во ова општество и да покаже без разлика, значи дали е партиски или непартиски определен, колку може и знае. Градоначалникот на општина Охрид најави фузирање на јавните предпријатија, она што го споменавте дека има превработеност, со цел за зголемување на нивната ефикасност во услугите кон граѓаните, а и владата секако најавува одредени сериозни инвестиции во приватниот сектор, така што ќе придонесеме вработување на младите и секако квалитетни и образовни кадри кои што ќе се одвестуваат на тие места каде што ќе бидат вработени. Би сакали да реплицирате? Би сакала да реплицирам, затоа што сведок на грижата за кадрите на ВМРО-ДПМН од страна на опозицијата, личен сведок сум на нивната грижа, кој што е отпуштен од работа заради несогласување со политиките на актуелната власт и заради политички причини, небитно. И исто така ќе би прашала како сега, точно во предизборие, се отворија илјадници работни места по сите институции низ државава, еве и конкретно за Охрид, во библиотека, во кино, во болница. Значи, наеднаш се создадоа овие потреби. Ако ние сме превработиле, тогаш вие како ќе дополнувате уште вработени? Значи, ако водењето на државата треба да го имаме во предвид, дајте да го замислиме како еден приватен сектор. Ако јас како приватњак имам 3 вработени, кои што едва и можам да ги платам, од буџетот, од средствата што ги имам, тогаш како државата, како можам да си дозволам да вработам уште 30? Па тоа значи, би значело удар во случај на приватен сектор по джебот на газдата, а во случајов сето тоа оди на грбот на државата, односно на терет на граѓаните. И никако не можам да се согласам, ако веќе сме имале превработеност, тогаш дајте, речете, прекинуваме, луѓе, не барајте вработување, нема место во администрација, а не претходниците наши сгрешија, меѓутоа ние ќе го зголемиме бројот уште толку 2 пати, 3 пати, 5 пати поиќе, и тоа токму кога се начна темата за предвремени избори. Така да. Сето она што ќе се надаваш, значи сето она што власта на ВМРО-ДПМН го правеше изминатите години дека беше на власт, значи толку многу работи има ставено на хартија, толку многу закони штетни донесени за граѓаните, значи овој период нас не требаше да се реконструира нештото, значи да се увидат сите тие грешки и неправди кои беа донесени кон граѓаните, за да можеме сега во ред да ги ставиме нештата. Не е превработено, значи кадри, образовани кадри, кои се одвестува на одредени работни места, беа спуштани на многу пониско место за време на претходната власт. Значи, не можам да го деградирам некого ако тој завршил соодветно образование, соодвестува на некое место на кое што претходно бил вработен, а сега го спуштаме на многу пониско ниво од работата која што му била доделена. Мислам, тоа е многу голема деградација и неправда кон секој од нас. Без разлика дали вие или јас ќе се најдам во таква ситуација, значи тоа беше многу нефер од нивна страна. Сето она што тие, да речам, како власт претходно го правеа, сега ние ни треба периоди да го опоравиме, за да можеме да одиме понатак. Петковска вели дека и сама е жртва на политички мобинг, на некој начин е останала без сите ние работа. сме биле, дали вака или така, сите ние сме биле. Меѓутоа, тоа не треба да ни биде појдовна точка за да можеме да гледаме да граѓаните и сите ние да живееме, да речем, во едно нормално општество, на секого да му дадеме право на работа и можност да работи, да бидеме правични кон сите.
Се согласувам сосема со констатацијата и со изнесеното дека не е во ред да се игра со човечки судбини на работните места, меѓутоа секојдневно гледаме по медиумите жртви на мобинг, закани на партиски неистомисленици, значи работата е работа, да се фокусираме професионално на работата и директорот, доколку било кој директор и било која институција, доколку сметаат дека вработениот има обврски задачи, ги исполнува или не ги исполнува, треба да се постапува согласно тоа и дефинитивно и конечно да профункционираат институциите. Ако институциите се изградени од совесни, одговорни, вредни кадри, тогаш ние не би воделе вакви дискусии. Да се цени работникот по своите квалитети, не по партиска книшка, по која што за жал не оди бавно. Ајде, следно не можеа да не ја споменеме. Ова е најболната тема за градот Охрид, според мене. Иселувањето на младите. Значи, сведоци сме ние дека навистина младината заминува и оние кои што не се заминати планираат како да заминат. Како да го спречиме ова? Како да ги задржиме младите? Што ќе им понудите? Еве, во предизборие, Петковска првовија. Значи, ова е тема на која навистина би можеле со денови да зборуваме. Тоталната негрижа на институциите на власт спрема младите, сите ја плаќаме со драматични загуби на најзначајната категорија од населението. Негативен е трендот во речиси сите за нив значајни области. Системот не им се прилагодува, стана социјално најзагрозена категорија. Западна во буџетска немилост, жртви на бројни ребаланси. Резултатите од владините политики се ги испраќаме секојдневно во по неколку автобуси за странство. Голем дел заминаа, како што рековте, а голем дел посакуваат да заминат и бараат, изнаоѓаат најразлични начини за да заминат. Мора да сватиме дека ова општество не може да оди напред без грижата за младите. Без активно учество на младите во сите области од општественото живење. Значи, без млади нема вработување, без млади немаме образование, немаме современо образование, немаме развој на спорт, немаме наука. Значи, без вработени млади на крајот на краиштата немаме ни повисоки плати, ни полни буџети, немаме ништо, губиме се. Младите се повеќе и самите се свесни за лошите политички ситуации кои што се случуваат во земјава, затоа што ги чувствуваат на сопствената кожа. Значи, образованието не ги оспособува ниту за работа, ниту за живот. Распределбата на стипендиите е нетранспарентна. Условите за школување им се катастрофални. Немаат поттик за самоиницијатива, за развој на сопствен бизнис. Во лошото образование се уверуваат веднаш откако ќе го завршат истото и ќе сватат дека потребите на пазарот на труд се сосема спротивни од она за што се оспособиле. Корупција, непотизам гледаат секојдневно со своји очи, исто како што гледаат и сваќаат дека не се превзема апсолутно ништо по однос на овие, за да се спречат овие појави. Нема капитални инвестиции, нема отварање на нови работни места. Ете и се обидовме да влијаеме барем со некоја мерка за зголемување на наталитетот, меѓутоа амандманот за еднократна парична помош на прво и второ родено дете на ниво на територија на општина Охрид само делумно ни го прифатија. Партиципацијата за студентите се намали од 1200 на 200 евра годишно. Студентски домови не се градат, условите наместо да се подобруваат, уште повеќе се влошуваат. Не се намалува младинската невработеност, не се подобрува студентскиот стандард, нивниот глас не се слуша за ниту едно важно прашање од нивен личен интерес. Значи, факт е дека ВМРО ДПМН инвестираше во младите, се градеа спортски сали, фитнес зони, тениски терени, повеќе наменски игралишта, за спомнување и мерката за вработување до 29 годишна возраст која што отвори бројни работни места за младите. Значи, потребни се реални мерки, а не само декларативни заложби. Само квалитетно осмислени економски мерки и креирање на услови за секој еден млад човек да може да остане тука, да си го осмисли животот
може да придонесеме младите да гледаат иднина во оваа држава. Значи, оваа власт даде голем број наветувања за младите, меѓутоа како што поминува времето во секојдневното живење не гледаме дека се остваруваат ветените работи. Напротив, се зборува за 600.000 иселени од државата. Значи, помина една година, не гледаме дека нешто посебно се менува. Трендот на иселување станува уште поголем. Не само што не се менува или не само што е исто, туку драматично се зголемува и тоа е така затоа што само се зборува, а ништо не се работи. Значи, не се превзема ништо конкретно и на младите, за жал, се гледа само како на гласачи кои што се лесни за манипулација. Македонија се искачи на 3-то место во светот со над 50% младинска невработеност и 8 во светот по според иселеноста. Се уште немаме локална младинска стратегија, младите остана без ветената канцеларија, пак ќе речам не се вклучени во донесувањето на одлуките на локално ниво, значи излажани се на многу начини. Нема младински културен центар, детски културен центар, немаме проекти за едукација, професионална надградба и личен развој на младите, не добија ништо од унапредување на инфраструктурни услови за поминување на слободното време и занимавање со спорт. Месец на спортот изостана, значи многу работи кои што им беа ветени остана како неми сведоци на фактот дека зборот е се друго освен збор. И самиот градоначалник Георгиевски во еден наврат на советнички прашања, кога беше запрашан за грижата за младите, значи одговори, ќе го цитирам, од овој кризен менеджмент што јас го работам во изминативе неколку месеци, од исплаќање долгови, пазари, диви градби, не остана баш многу време за младите, нешто што не смее да се изговори во ваква ситуација на иселеност и во насушна потреба за младите да ги мотивираме да останат тука, иако тргнеме од ова што го цитирав, ако го излеземе во фактот дека ниту пазарот профункционира, ниту дивите градби се решија, тогаш се остана само на хартија и за жал тоа најскапо го плаќаат младите и Охрид како град кој веќе станува град на стара популација, за жал. Значи, на крајот на краиштата, она што можеме да го констатираме од ветеното е дека точно е дека СДС имале план, но за жал план за живот во Германија. Даневска, ваш став односно ова прашање? Она што претходно го зборував, значи најгорливиот проблем што ние сега откако сме дојдени на власт се соочуваме, значи е она што цели 11 години претходно некој го уништуваше. Значи со самото доаѓање на власт сите досега значи младински економски политики кои што беа воведени од претходната власт, значи доведоа до иселување на младите. Пред се тоа се должи на катастрофално лошо поставениот образовен систем, Кембридж системот, тука би го нагласила, кој што беше нели воведен од страна на ВМРО ДПМН, каде што не се дава можност на секој млад човек да се докаже образовно, значи тука имавме уназадување целосно значи на тој процес. Нема можност, значи имаше недостаток на кадри во металургијата, во текстил, во земјоделството. Значи, токму поради ова хиперпродукција на кадри, посебно во сферата на медицинските, правните, економските науки, 30 до 70 дипломирани студенти не можат да си најдат работа по струката. И од таа причина ја прифаќаат линијата нели на помал отпор и се убедени дека како индивидуи овдека во општеството не можат да сторат ништо. Па затоа изгледот си го побарале надвор од државата. Значи, вината за оваа ситуација ја наоѓам во цели 11 години кои што некој само ги тапшаше по рамо, па замина луѓето. Ние како власт имаме донесено многу мерки, и тоа младинскиот додаток од 3000 денари за лица невработени до 23 години, кои што треба да исполнуваат минимум средно образование, учество на младите во секоја сфера, значи на политиката, давање нивни предлози, мисли, стратегии понатаму. Намалена е стапката на невработеност од 48,2% на 35%.
На младите им дадовме можност за собствен бизнис. Може да се докаже во еден дел. Ги подобривме условите и стандардите во студентските домови. Гаранции имаме на младите за вработување со платена пракса и доквалификација. Значи им даваме можност професионално да се надоградуваат и докажуваат во сферата и областа во која што го почнале образованието. 120 денари субвенциониран оброк. Значи сето тоа се само дел од мерките кои што оваа власт ги дава како можност на младите, се со цел да останат тука, да им докажеме дека и овде ни се потребни и овдека можеме да направиме идни наши представници и на локално и на централно ниво. Сакате да реплицирате, Петковска? Да, би сакала да реплицирам, бидејќи наведов премногу нешта кои што не се превзедоа за младите да ни останат тука и веќе крајно време е да се дистанцираме од тоа. 11 години сме биле на власт, значи да, бевме 11 години на власт, грешките кои што ги направивме си добивме казна од граѓаните и она што можеме да ветиме е дека со сосем нов пристап ќе продолжиме да се грижиме за младите, а тоа ќе биде после 12 април. Така. Како следна тема јас би издвоила туризмот. Туризмот е, може да кажеме, една важна гранка, особено за Охрид како главен туристички центар. Се подобруваат состојбите на полето на туризмот, затоа си сведочи Државниот завод за статистика кој што ги кажува официјалните бројки дека расте бројот на туристи, значи имаме нови летови, имаме субвенции, странски гости и така натака. Но горливиот проблем на сите оние кои што директно живеат од туризам е она што 6 месеци, можеби и 7 во годината е навистина многу слабо се живее од тоа. Тука се хотелиери, угостители, туристички работници, приватни станоиздавачи. Како да ги подобриме овие состојби? Јас би го зела последно концертот на Петар Грашо. Навистина беше нешто вистинско доживување, но и вистински бум во градот Охрид. Толку туристи за водици никогаш не имало, да е навистина за пофалба. Што да се прави, значи, за да се задржат тие гости, па да имаме и во зима, да може да се покриваат трошоците, туристичките работници, да може да живеат нормално и во текот на зимските месеци. Ајде, Таневска, прво вие. Значи, покажавме дека Охрид има потенцијал за развој на зимскиот туризам, односно дека нашиот град има совршени предиспозиции со полн капацитет да ги прими и прифати сите туристи, гости кои што доаѓаат кај нас. Не само во зимскиот или летниот период, кај нас тоа е веќе видливо веќе 12 месеци, значи во текот на целата година. Во текот на месец јануари хотелските капацитети работеа со полн капацитет, што исто споменавте се должи на ефтините авионски летови кои што ги воведовме, па затоа и толку е Охрид полн со туристи, да речам. Секако дека го споменавте и не е во ред да не го споменеме концертот на Петар Грашо. Тука би го споменала и концертот на нашиот сограѓанин Владимир Четкар, кој беше полн погодок на така, на полн погодок, да речам, за сите љубители на таквиот вид на музика. Не само од нашиот район, значи и од околните земји. Тоа значи дека градот и понатаму може да креира квалитетна културно-уметничка програма за сечи вкусови, да привлекуваме гости и од Балканот, па и пошироко, и дека секако со посебна почит и третман кон сите гости, да уважиме дека ние во Македонија имаме добри музичари, така квалитетен кадар кој што може да привлече многу туристи. Меѓу другото, хотелите треба да работат и на подобрување на квалитетот на нивните услуги, значи тука мора да напоменеме тоа, усогласување на понудата со побарувачката, например да нудат специфична традиционална македонска храна, не дека го нема, меѓутоа сето тоа да биде усогласено во текот на сите хотелиери. Исто така, самиот чин на водици, нели беше добро и тој организиран од страна на локалната власт. Беше доста посетен и денот на рибарите,
Значи, сиот тој месец, да речем, во зимскиот период, почнувајќи од новогодишните празници, па се до завршувањето на месец јануари, е исполнет до максимум и мислам дека со тоа придонесовме за голем број туристи да можат да присуствуваат. Исто така би го напоменала и Марко Луис, нели тој беше тука, значи носењето и на странските луѓе во сферата на музиката е добре дојдено секако, така да ни представат каков вид на музика ни нудат и тие. Мислам дека со цел да се привлекуваат гости, особено во оние месеци кои така, тоа е овој период, да речам, така, во лето да. Сложни се дестинација. Така, веќе некоја туристичка дестинација. Така, меѓутоа мислам дека и со овие мерки кои што досега се превзеде, значи во овој период, мислам дека ќе им докажеме на голем број на туристите дека Охрид вреди да се види и во зимскиот период. Така. Петковска, што мислите вие? Се согласувам дека треба да има манифестации за привлекување на туристи, меѓутоа би апелирала истите да се распоредат, да се осмислат, за да имаме туризам во текот на целата година. Значи, Охрид може и треба и мора да живее од туризмот, така што без стратегија за туризам не можеме да очекуваме развој. Она што единствено во случајот на туризмот не се споменуваат заложбите на претходната власт е фактор што го потврди и Стопанска комора и Сдруженијето за угостителство и туризам, дека резултатите што Охрид ги живее од туризмот се резултат на претходните заложби на владата од ВМРО-ДПМН, која што ги реализираше со субвенционирањето на странскиот организиран туристички промет и резултати кои што се уште ги чувствуваме и имаме придобивки од истата осмислен план за развој на туризмот. Оваа власт факт е дека наследи развиен туризам и единствена нејзина работа беше во најмала рака барем да го одржува и да го развива. Имаше исто така огромен број наветувања во делот туризам, кои што не се исполнети. Ке го спомнам брендирањето не успеавме да брендираме производ. Имавме ветување за оранжериско производство со кое што угостителските капацитети ќе се поврзеа со земјоделците за да имаме свежи земјоделски производи да се нудат. Имаше ветување на здравствен туризам со кој што докторите ќе се вратеа што заминале во странство или немаше потреба да бараат работни места настрана. Беше ветен велнес, спа, инцентив, не знам веќе каков не туризам. И она што се однесува на развиен туризам 365 дена е она што беше помпезно ветувано, а не се исполна, тоа е фактот дека Охрид ќе стане конгресен туристички центар и зашто владата си даде рок 2018 година. Ние сме веќе 2020 година, немаме ништо од конгресен туризам. Она што ни е потребно за да имаме развиен туризам во текот на целата година е конечно да осмислиме приказна, да осмислиме туристички аранжмани со кои што туристите ќе ја посетат целата земја. Значи, посетувајќи го Охрид, ќе осмислиме аранжмани за посета на целата земја. Исто така можноста за поврзување со соседните земји во најмала рака, како би ги задржале туристите повеќе од 7 дена, а не како што е случајов 2 до 3 ноќевања и ни заминуваат во соседните земји за жал, туку ние мора да најдеме начини да иницираме повторно доаѓање на туристите. Има многу идеи, треба да бидеме креативни, да имаме волја и да бараме начин. Фала Богу, туризмот може да се развива, меѓутоа да речам со помали заложби можеме да бидеме многу поуспешни и она што недостасува е квалитетни сместувачки капацитети, значи немаме хотелски капацитети, не се градеа буквално, со што и тоа што немаме хотелски капацитети со 5 звездички, значи
имаме ефтин туризам наместо да се фокусираме на развој на елитниот туризам. Така да навистина има многу, само треба да се седне, да се осмисли стратегијата и да знаеме точно каде ќе се движиме во наредниве 10-15 години во делот туризам. Јас се надевам дека ќе имаме само позитивни резултати, бидејќи цврстите темели во делот туризам, како што кажав, владата на ВМРО ДБМН ги постави, сега останува само да ги развиваме и да ги унапредуваме. Така. Сето тоа како заложба го имаме ние, секако после 12 април со победа на изборите ќе продолжиме понатака да се развиваме не само во делот на туризмот, туку целосно. Така. Ајде само малку образование. Значи, мора да признаеме дека последниве месеци навистина се работеше во оваа област. Конечно, после години се менуваат азбестните покриви, се реконструираат училишта. Денеска ова е ваша област, ајде прво вие. Со оглед на тоа дека спаѓам во образовниот дел. Заради тоа, прва вие. Точно. Значи, со почетокот на учебната година, почнува да се менуваат и азбестни покриви во поголем дел од основните и средните училишта и секако менување на целосната столарија на училиштата. Посебен осврт би дала на училиштето во кое што јас работам и моментално сум директор во основното училиште Свети Климент Охридски, каде после подолг временски период под закрила на југозападниот плански регион беше дозволен со проект менување на целосната столарија, дограмата во училиштето. Во моментот се работи до обновување на таа дограма. До сега се сменати 8 училници, 4 кабинети и се направени 2 нови училници, кои што заради зголемениот број на ученици кои континуирано во пораст, во основното училиште Свети Климент имаше потреба од доградба на 2 нови училници. Тоа е убава вест. Убава, да. Со оглед на тоа дека имавме 70 првачиња запишани во ова учебна година, браво. Тоа е многу позитивно, значи за секој од нас во градот, затоа што порано мора да признаеме дека се најголем проблем беше дефицит имаше на учениците. Така, значи во азбестните покриви беа во основното училиште Христо Узунов, во Свети Наум Охридски во Пештани, во дограма се менува значи во основното училиште во Свети Климент, Наум Охридски средното училиште, значи во Григор Парличев исто така имавме смена на дограмата. Во Лесковец, во основното училиште Ванчо Николевски, под дел значи од општината, дел од USAID, беше исто така извршена реконструкција на тоалетите и дел од училниците заедно со дограмата внатре. Така да овој потек што ние го превземаме во однос на образованието многу ме радува, затоа што долго време немавме увидено никаков новитет во однос на образованието. Знаеме дека образованието ни е нешто што мора најмногу да целиме и да се насочуваме. Така. Петковска, што ќе кажете за овие инвестиции, заслужуваат ли пофалба? За пофалба е секој проект кој што е во интерес на граѓаните, посебно кога станува збор за младите, но кога станува збор за образованието, потребно ни е многу повеќе од промена на азбестни цевки, покриви, се извинувам. Всушност, промена на азбестни покриви не е нешто што е за пофалба, туку тоа е наша обврска и должност која што континуирано треба да се работи. И жално е во денешно време што наместо за развојно образование ние да зборуваме за вакви работи. Значи за пофалба би биле усовршување на образовниот процес, усовршени програми за откривање и работа со талентирани деца, програми кои ќе ги насочат децата кон она што најдобро го знаат и го умеат. Значи некогаш постојаат дополнителни часови за децата кои што има тешкоти со владувањето на материјата, додатни часови за децата кои што беа талентирани во одредени области. Сега сето тоа за жал е само на хартија, во пракса нема ништо од тоа. И затоа децата по завршувањето на основното образование и средното лутаат, буквално не знаат што со себе, не завршуваат средно образование, не знаат за што ги бива, каде да се запишат, на кој факултет, на кој универзитет. И тоа е така затоа што никој не го открил нивниот потенцијал. Значи мора да работиме и на
планот на усовршување на образовниот процес, на мотивирање на наставниот кадар да изнаоѓа начини за да ги поттурне тие деца, да имаме многу квалитетни дечиња и средношколци и студенти кои што им со мала помош би можеле да имаат многу големи резултати. Исто така немаме ништо од предизборно најавуваниот инвестициски бум во образованието. Јас морам да спомнам дека програмите кои што како советници ги добиваме се многу поразлични од извештаите кои што ќе ги добиеме на кварталните или годишните, така што она што е предвидено со програмите многу отстапува во извештаите и јас се надевам дека ќе се вложиме сите во унапредување на образовниот процес, бидејќи образованието факт е дека е приоритет број 1, од кој што зависат сите останати наши делувања во општеството во кое што живееме. Да се надобрзам тука, значи со самото воведување на Кембридж, образовниот систем кој што беше дел на владата на ВМРО-ДПМН, точно е дека не може ученикот да се најде себе си во наставната програма. Јас како наставник со работно искуство, значи сум оделенски наставник од прво до петто, учениците од прво до петто, искрено ние самите наставници не можеме да изнајдеме начин како да им го допредадеме нештото на учениците, а камоли да се осврнеме на нешто што е дополнителна настава или работа со талентирани. Секое училиште си има изготвена програма за работа со талентирани деца, кои што понатака не представуваат на регионални, на државни, така натаму на превари. Значи, доколку не би постоел тој Кембридж системот, мислам дека за секој ученик ќе има доволно простор да може да придонесе во себе си, во смисла да оди на дополнителни на часови на она што најмногу го привлекува. Ако мене ме привлекува повеќе, да речем, македонскиот јазик, значи ќе одам на литературна секција, на драмска секција. Меѓутоа, како, кога секојдневно учениците имаат по 7 часа, па дури и они од 4-то оделение, значи, вклучувајќи ни и нас самите како наставници, не можеме да постигнеме сето оно што Кембридж системот ни го бара од нас. Затоа ние како власт ќе најдеме начин, секако после 12 април, после победата, ќе најдеме начин сето тоа да го намалиме, да го селектираме, да им дадеме повеќе простор на учениците да се докажуваат онаму каде што најмногу мислат дека треба да се докажат. А не вака, со толку многу обемен број на часови, со толку многу обемни содржини, каде што пак ќе речам после 7 час сами ние не можеме да поседиме 5 минути да се одмориме, а камоли да треба да одиме на некои дополнителни програми. Така. Слободно би сакала да прашам зошто после 12 април, зошто не превзедовте нешто за промена на тој систем во изминатиот период? Ние и сега превземаме, доколку пак ќе се осврнам на истото, значи ние превземаме чекори, меѓутоа одредени работи кои што претходната власт ги наметнувала и со закон ги решавала, ние не можеме толку брзо и едноставно да ги спречиме и решиме. Значи, многу треба да се осмислиме во однос на образованието. Затоа што образованието ни е темел, така? Да. Значи, од тука ни излегуваат сите видни граѓани кои што утре така и мене и вас ќе не представуваат во општеството. И ќе го подобруваат истото. Така, значи секој од нив ќе си даде идеја, така? Меѓутоа мора темелно да го разгледаме нештото, да дадеме темелна основа за да можеме, значи образованието не е нешто што би можеле само ајде да го поминеме, така? Треба добро да се осмисли така, дефинитивно, значи, само јас велам дека имавте доволно време за да го осмислите и да промените некои програми. Ние Јас се сведоци дека децата не само што се на часови 7 часа, туку од што е толку квалитетен образовниот процес, тие се принудени да одат и дополнително на часови на приватни часови. Значи, то не сме да се случува. Преобемен Кембридж системот е правен. Ама се Кембридж системот не може да е причина за... На еден час од природни науки ние во второ оделение им предаваме за магнетно поле. Мислам, која е логиката? И нормално дека секој, да речам, од нас би побарал, да речам, помош од приватни часови. Зато темелно поставени се основите, понатака, зато велам после 12 април, сето тоа ќе се биде регулирано. Така. Се ближиме кон крајот на нашата емисија. Јас за крај би сакала да прашам, да ја споменеме родовата еднаквост. Зошто толку многу мажи на функции, а многу помалку жени? Зошто е тоа така?
кај нас особено, значи тоа се забележува. Не сме ли ние способни да се истакнеме, да бидеме силни сме, но нема. Многу помалку жени и во политика и на функции. Ајде Петковска прва вие. Значи, нештата на наше огромно задоволство се менуваат и веќе се Полека. во сите сфери, во сите сегменти од животот покажуваме и докажуваме дека жените можат, знаат, умеат, сакаат и дека онака како што ќе се посвети жената на една област, сега да не ги навредувам мажите, ама мажот не се посветува толку детално и толку искрено со сето срце и душа како што ќе се посвети жената. За среќа, пак ќе речам, веќе стануваме родово сензитивни, имаме напредок во тој сегмент, така да ете и во политичките партии структурата е драстично смената и веќе почнуваме да имаме и градоначалнички, така да се размислува веќе нешто што некогаш не сме го размислувале дека би можело да имаме жена председател, ете имавме и таков кандидат, така да веќе мислам дека сите сме сватиле дека без жените не може да има демократија ниту во една партија, ниту во едно општество, ниту во една држава. Така да јас пак би повикала на едно масовно женско обединување во Република Македонија, бидејќи во секоја од нас има по некоја велика од Петрема Андреевски, желна за борба и за подобрување на условите во кои живееме и наша задача и обврска се љубовта, разбирањето и стремежот за подобро утре на нашите деца, а тоа не може никој подобро од жената да го прави. Така да одиме напред и покрај тоа веќе се изборивме да излеземе надвор и да го пробиеме тој машки свет во кој што мажите си беа природно надарени да бидат способни, а ние моравме многу да се докажуваме. И имаме уште некои сегменти кај што жената за да биде успешна мора многу повеќе да се докаже од мажот. Меѓутоа полека ги уриваме таквите размислувања и веќе почнуваат мажите да ни се плашат. Така, истото прашање. Точно, жените веќе поактивно, да речам, се вклучени во целокупниот, секојдневниот живот. Не дека мажите да се ни покажуваат дека тие нешто се, меѓутоа ние еве, ќе го докажеме спротивното. Тоа ние, значи во Поглед имаме повеќе школи за женски активизам, значи тука имаме веќе ние предност. Исто така морам да кажам дека сегашната влада има 4 министерки, жени кои што сосем совесно и способно си ја работат својата работа и донесуваат многу важни одлуки во сфера, мислам, во целокупната сфера на работење. Исто така имавме кандидатка жена председател на државата, така? Во два наврати, во 2009 и во 2019. Исто така, Собранието на Република Северна Македонија има жена подпредседател. 47 пратенички од 120 пратеници. На локално ниво... Не сме еднакви се уште. Ама, еве сме веќе... Кај градоначалници сме многу слаби. На локално ниво, еве веќе толку години со жена председава со Советот на општината. Да. Исто така на голем број од образовни институции, претежно директорите се жени. Јавните институции. Така, во образование, така. Значи, културни институции, Охридско лето, Националната библиотека, нели, Григор Парличев, директорки се жени. Исто така, на јавното предпријатие Билјанини извори, директор е жена. И на градски пас. Така. Имаме жена. Значи, 7 од 8 основни училишта, директори се жени. Така да мислам дека жената конечно е на вистинскиот пат за остварување на своите права во Република Северна Македонија. Така. Јас многу ви благодарам што бевте дел од оваа дебата. Продискутиравме, одговоривме на повеќето прашања. Се надевам ќе ни бидете гости повторно. По секое време со задоволство, така ви благодарим и на вас. Пријатно дружење, чепнавме на вистина. На поканата. Така. Иако спротивставени ставови да граѓаните така, мора да си одлучат кој став повеќе им се допаѓа и после 12 април ќе имаме и конечни некои резултати за тоа кој успеал да ја добие довербата на граѓаните. Така да сите се залагаме за добро и да покажеме најдобро што можеме.
Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме повторно во следната дебатна емисија Прашалник. Довидување.